Пред да продолжиме да го уживаме деликатесот на денот или оброкот на денот, секој издание на Нутринска антилма ве носи во кујната овој пат нашата Нутрием или брендот кој што стои, односно дамата кој што стои зад овој бренд Нутрием. Емилија ни е во студио, така што ќе се освежите со една убава, раскошна трпеза. Она што е, мислам дека професионална деформација на нутриционистот е да ви ја донесе таа убава лепеза од овоше и зеленчук, она што можеби во моментот може да го најдете по достапна цена на пазарот, маркетите, секако барем во оваа пролетна летна сезона. Така што за скоро ќе имате прилика да се дружите со Ивана и со Емилија во оброкот на денот. Во продолжение ќе се дружиме со нашата Кате, која што повторно ќе ни донесе уште една актуелна приказна во нашата денешна утринска на Телма. Кате, дали си се слушаме сега во моментот? Голем поздрав, ќе готвиме денес повторно нешто со овојше. Она што ќе го приготвиме всушност со тебе и со колегата Наум ќе биде уште едно наше видео издание од На лице место. Така е, да. Марче, провокација за едно од прашањата до нашата гостинка, да, кога сме кај храната. Инаку се наоѓаме во паблик рум каде што утре ќе биде отворена оваа изложба на која што сме сведоци како дел од сето она што ќе се случува од утре па во следните денови, нели, да можете сите да уживаме заедно во се она што значи јапонска култура, да ја восприемаме, да научиме за неа, можеби да купиме некое дело од овие сите дела кои што се наоѓаат овде. Она што го спомена и ти во однос на храната ќе биде веројатно едно како провокација, едно од прашањата до нашата соговорничка овде, да, инаку ова организација неформална, нели, некоја, да, едно, да, на луѓе кои што се почитувачи на јапонската култура и тие создаваат за прв пат еден фестивал на јапонска култура овде кај нас. Билјана Кучовска е заедно со мене за да ни каже детали за Nihon-ji, кој што ќе почне на 28 мај токму овде во паблик рум. Всушност, самиот фестивал само еден ден се одвива и сите настани ќе се случат утре, почнувајќи од 11:30 часот, кога амбасадорот на Јапонија во Северна Република Македонија ќе го отвори овој фестивал. И ние исто така ќе ги представиме сите работи што треба да се случат, но нема да трае повеќе освен оваа изложба што ќе остане тука. Да. Значи се што ќе се случува, бидејќи имаме премногу содржини, сите се така распоредени во паблик рум, бидејќи самиот простор е многу голем, има многу простори каде што може да ни излезат во пресред, значи се до тоа да се покрие технички е стварно се подготвено. И ние успеавме еден таков тесен план се да ставиме во еден ден да се случи, така да луѓето утре од сабајле до полноќ кога ќе завршиме со караоке како јапонците после еден напорен ден ќе може да уживаат во сите содржини што ќе се случат. Оваа неформална група постои одамна, така како почитувачи на јапонската култура, веројатно има таму и луѓе кои што некогаш ја посетиле Јапонија, нешто гледале од нивната култура, можеби ги магипсала, како што знаеме, нели многу мина да кажеме. Каква е вашата приказна? Значи, ние сите многу ја сакаме Јапонија, затоа што сме фасцинирани од голем дел од културата, почнувајќи од општеството, дисциплината, од тоа како они се грижат за сите за тоа што го имаат, нели? Имаат некоја општествена одговорност, како ќе се прикажат, како нешто ќе испадне, да биде квалитетно. Значи, тоа пред се тргнувајќи, некои од нас сме љубители на аниме, некои од нас се љубители, нели, на некои традиционални работи, вештини, така да сите имаме некаква различна љубов што не поврзува. Како организација ние постоиме пред 14 години како некоја заедница, комјунити што би се рекло, и почнавме со отворена култура, слободна култура, каде што секој од заедницата може да се приклучи и да направи нешто. Ние сакаме и цело време поддржуваме иницијатива. Значи, ние како луѓе што ова сега го организиравме 5-6 души, сме тие што рековме ќе работиме сега, ако имаме ние други работи, и ќе го направиме ова. И секој што ќе учествува тука исто така се пријавил и земал некаква иницијатива за ова сето да се оствари. И тоа е уствари нашата цел, да покажеме солидарност, иницијатива и заедничка грижа за работите што се заеднички, и гледате колку нешто големо може да испадне од сето тоа. Што се можеме, нели, ако се договоривме пред Волинковско куче, ако кажеме сите оние луѓе кои што учествуваат, ќе ни требаат 10 на минути или можеби повеќе, да. Барем вака начално нешто од случувањата кои што се предвидени за утрешниот ден. Имаме, значи, отворени настани и затворени настани. Во затворените настани веќе имаше пријавување. Тие се организирани од професорот Такеши Мацунага,
кој што е професор на јапонски на филолошки факултет и тој човек уствари доброволец кој дошол тука да ги учи македонците на јапонски, да, и тоа многу фасцинантно. Он е под пензија и како доброволец сака да прошири културата и јазикот. Он ни помогна за спремање на церемонија на чај и на две работилници кумихимо и монкири. Тие се затворени, веќе скоро се пополнети, уште не знам дали 5 места има за публиката на церемонија на чај. Имаме потоа сите други работи што ќе се случуваат тука се од македонци кои што исто така ја сакаат јапонската култура и оваа изложба од наши илустратори кои што се инспирирале од јапонска култура. Потоа имаме модни дизајнери кои исто така од јапонската мода се инспирирале. Имаме Текен надпревар, Покемон Го надпревар, кои што исто така се за јапонски игри. Имаме боречки вештини на самиот старт на боречки вештини. Имаме 4, ги представуваме различни. Карате до, аикидо, кендо и джудо. Значи се тие се јапонски боречки вештини. Во горниот дел имаме 3 трибини, од кои една е за јапонската култура и како се живее во Јапонија, каде што имаме јапонка гостинка и наш македонски граѓанин кој што е исто така има мајка јапонец и кој што има живеено во Јапонија, така да ќе ни ја представат таа култура. Имаме литературна трибина, каде што ќе зборуваме за јапонската литература и концепти. Имаме трибина за филм анима, каде што ќе се збори за јапонската анимација, како се разликува од западната анимација. Така да имаме еден куп исто такви тезги на луѓе што ќе продаваат нешто со јапонска тематика, од облека до вакви board games, значи имаме како се друштвени игри на наше, така имаме и наши две друштвени игри од наши компании кои што ќе се презентираат тука, имаат јапонска тематика исто така. Имаме манга една македонска, имаме аниме фигури, значи имаме многу. И си ке заврши со караоке, тоа е волшебно. Да, имаме и диџеј се, да. Сите ке пеат? Караокето ќе го води Принцес Донацу, сите ќе пеат, да. Секој што сака ќе може да се приклучи и веќе кога ќе бидеме изморени од целата работа и ќе се расположиме на крај да го прославиме дека ова сме го оствариле како што треба, се надевам. Да. Билјана, од кој дел од јапонската култура вие сте најмногу воодушевена? Јас сум од секој дел воодушевена, како што кажав, тоа точноста, дисциплината ми е стварно многу фасцинантна, одговорноста за целото општество ми е фасцинантна. Листите видовме како кога се случи цунамито, како сите чекаа на ред за вода, што е стварно многу фасцинантно. Како велат, никој знае да кажат како да се од друг свет дојде, ни поинакви се состамот сите нас останати. Има многу долга цивилизација, мислам. Сепак ние сме не можеме да се сетиме кои се нашите нели овакво дедовци, баби, мислам и тоа има улога, нели? И некои концепти кои што се држат, што траат со векови, традицијата, тоа е многу интересно, ствари мене што ме фасцинира. Они не се робови на традицијата, туку ја пренесуваат традицијата и ја употребуваат во секојдневието во новото време, а во исто време новите работи ги прифаќаат максимално и технологија и се. И таа традиција не им делува конзервативно, ме разбирате, не ги затвара да не се шират и да не напротив, да. Значи они се држат од тоа, корените си ги држат, ама во исто време прифаќаат новини. Доградуваат. Цело време, да. Тоа ми е најфасцинантно. Да. Нихонџи, што значи? Нихонџи значи уствари овој не се одветен збор, јапонски храм, значи да, ние сакаме да го представиме ова како еден храм на културата јапонска во Македонија и да видиме што можеме да научиме од нивната култура и уметност и како нив и ние да прифатиме, они прифаќаат многу работи од запад, така да ние да видиме нешто од исток што е добро да го прифатиме тука. За крај, реков, оброк на денот го најави Марче, ние имаме можност во нашата кујна да доаѓаат луѓе да представуваат некој свој дел од културата, начинот на нели готвење по дома и така натаму. Дали можеби е отворена покана некој од можеби неформалната група, некој можеби професорот кој што е во пензија, да го поканиме ви јавно да ни дојде и да направи еден јапонски оброк на денот. Прво на исток имаме суши тука, Мореманија ќе продава тука суши на самиот настан, ќе имаме јапонско виски, така да тоа ќе го имаме утре, но во однос на ова со јапонскиот професор, он е заинтересиран да покаже како се прават тие вагаши, се викаат посебни колачиња, што се прават од граф,
не знам дали го има тој кај нас, и обично се делат за време на церемонијата на чај. И тоа е такво многу прекрасно благо, што не е многу благо, ние сме научени нели на она шербет и такви работи, ама ова може да е прекрасна, ние ќе разговараме со него, да, прекрасна прилика да го покаже он тоа, бидејќи беше заинтересиран и разговараше со Институтот за технологија и таму да им ја пренесе таа вештина да ги прават тие ковачиња. Еве уште еднаш отворена покана до професорот во пензија кој што нели тука ја дели, како да кажам, или сака нас сите да не усвои со јапонската култура и јапонскиот јазик, а може би вие еве во камера само да им кажете, утре бујрум сите каде? Во Public Room на Нихонџи фестивалот од 11:30 почнува, може да дојдете и порано, бидејќи тука нема паркинг, така да сакаме сите да сте точни како јапонци. И да уживаме заедно. Да. Билјана, ви благодарам. Бујрум на првиот фестивал на јапонска култура од утре во Public Room.